Откровение на апостол Јован, 2 глава. На ангелот на Ефеската црква напиши му: Ова го вели оној кој ги држи 7 ѕвезди во десницата своја, кој оди среде 7 светници. Ги знам делата твои, трудот твој и трпението твое, и дека не можеш да ги поднесеш лошите. Знам дека си ги испитал оние што себе си се нарекуваат апостоли, а не се. И дека си утврдил дека се лажговци, дека имаш трпение, дека си поднесувал за името мое и дека не си се уморил. Но имам нешто против тебе, зашто ја остави својата прва љубов. Спомни си од каде си паднал и покај се, и врши ги поранешните дела. Ако не, скоро ќе ти дојдам и ќе го преместам свекникот твој од местото негово, ако не се покаеш. А ова го имаш: ги мразиш делата на Николаитите, кои јас ги мразам. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. На оној што победува ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, што е сред Божиот рај. И на ангелот на Смирненската црква напиши му: така вели првиот и последниот, кој беше мртов и еве оживеа. Ги знам твоите дела, скрпта и сиромаштијата, но ти си богат. И хулењата на оние кои за себе велат дека се јудејци, а не се, туку се сатанска збирштина. Не плаши се воопшто од она што ќе треба да го истрпиш. Ете, ѓаволот некој од вас ќе фрли в затвор за да ви искуша и ќе бидете нажалени 10 дни. Биди верен до самата смрт и ќе ти го дадам венецот на животот. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. На победникот втората смрт нема да му нанесе штета. А на ангелот на Пергамската црква напиши му: вака вели оној кој држи меч со 2 острици. Ги знам делата твои, каде живееш, каде е престолот на сатаната, и дека го држиш името мое, и дека не се одрече од верата моја дури во деновите кога мојот верен сведок Антипа беше убиен меѓу вас, во чија средина живее сатаната. Но за неколку работи сум против тебе, зашто имаш таму некои што го држат учењето на Валаам, кој го учеше Валака да ги наведе на грев синовите Израилеви, да јадат жртви идолски и да блудствуваат. А имаш и некои што го држат учењето на Николаитите, кој го мразам. Ако пак не, скоро ќе ти дојдам и ќе стапам во борба против нив со мечот на устата своја. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. На оној што победува ќе му дадам да јаде од сокриената мана и ќе му дадам бело камче и на камчето напишано ново име, што никој не го знае освен оној што го добива. И на ангелот на Тијатирската црква напиши му: ова го вели Синот Божји, чии очи се како огнен пламен, а нозите слични на усвитена бронза. Ги знам твоите дела, и љубовта, и службата, и верата, и служењето, и трпението твое, и дека твоите последни дела се побројни од првите. Но за ова сум лут на тебе, зашто позволува жената Језавела, која себе се нарекува пророчица, да ги учи и мами слугите мои да блудствуваат и да јадат идолски жртви. А и дадо време да се покае за блудството свое, но таа не се покаја. Ете, неа ја фрлам на постела и оние што блудствуваа со неа во маки големи, ако не се покаат за делата своји. И четата незини ќе ги казнам со смрт, и сите цркви ќе дознаат дека јас сум оној кој ги истражува срцата и бубрезите, и секому од вас ќе му дадам според делата негови. А вам и на другите во Тијатир, што не го држат тоа учење и не ги запознаат така наречените длабочини сатански, ви велам, нема да ви наложам друго бреме. Но држете го само она што го имате, додека не дојдам. И кој победува и ги пази делата мои до крај, немој ќе му дадам власт на незнабожците. И ќе ги пасе со железен жезол,
и тие ќе се строшат како земјени садови. Како што јас прими власт од својот Отец, нему ќе му ја дадам звездата деница. Па, кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите.